Земјоделците бараат државата да ја надополни разликата помеѓу брезанската и цената која што според нив е рентабилна за производство на 1 килограм жито. Во моментов млинарите на производителите им давале само 11 денари за килограм, а тие бараат цената да биде минимум 18 денари. Велат дека тие одговориле на ланскиот повик на државата да засадат повеќе пченица, за да бидеме што е можно помалку увозно зависна земја, а сега било ред државата да им врати парично. Со оваа цена која што отприлика е понудена од страна на млинарите во овој момент околу 11 денари, во ниеден случај тоа не е исплатлива цена за нас, нити е прифатлива. Разликата ќе ја побараме од државата. Секоја сериозна држава мора да има во предвид дека ако од нас ни наложи да произведуваме храна, пченица, тогаш таа е должна разликата да ни ја плати, со тоа што да имаме ние стимул и за догодина да сееме пченица, да не би биле зависни од увоз на пченица. За разлика од лани имало зголемување на површините под пченица за 13%, но поради дождовите кои што ги има сега во моментите кога зрното треба да зрее, се очекува да има род помалку за 10 до 20%. Точната бројка на родот ќе се знаела кога ќе се започне со жетвата. Од оваа реколта се очекувале околу 260.000 тони домашна пченица, а Македонија годишно трошела од 320 до 330.000 тони. Остатокот се надополнувал со увоз. Како еден од начините за надминување на ваквите проблеми со брезанската цена во иднина, земјоделците предлагаат и промена во системот на купување на пченица за стоковите резерви. За стокови резерви тендерот го земат пример една фирма и набавува, пример колку што има предвидено, пример 15 милиони килограми дека треба да се откупи за стокови резерви. Ние реагираме на таа ситуација, еве и сега јавно реагираме, не сме да биде еден откупувач за стокови резерви. Бараме ние тие 15 милиони килограми да бидат поделени на 5 откупни пунктови. Тоа значи дека сите региони ќе бидат офатени со дел од стокови резерви за пченицата. И тука го гледаме дел од излезо, ако случајно викаме дека откупната цена не е ниска. Доколку не ја добијат ценовната разлика, земјоделците се закануваат со протести и блокади на патишта.